Здраво на сите, немаме најава пред оваа подкаст, бидејќи го снимавме во средата, а не вообичаено во вторник, тоа во средата го снимавме, бидејќи нашиот гостин не можеше да дојде во закажениот термин, односно беше на службено патување, па моравме да го поместиме снимањето, инаку да не должам кој е, самото име и презиме и функцијата е доволно да ја открие и темата за што ќе зборуваме. Гостин ни е гувернерот на Народната банка Трајко Славевски. Добре дојдовте. Добро ве најдов. Благодарам за поканата. Да, тоа е тоа. Значи имаме многу теми во координација со вашиот PR тим. Ги обработувавме, но одиме со нашто е најжешко, најважно, што сите не интересира. Во март инфлација, во мај инфлацијата 5,7, тоа е годишната. Во април, да, се извинувам, ја брзам со. Та во април е 5,7, тоа е прилично висока инфлација. Што ќе правиме, како ќе зауздате, бидејќи вие според закон сте задолжени да се грижите за ценовната стабилност? Има ли мерки? Се работи за еден пресврт. Ние, како што е познато во јавноста, бевме на патека на дезинфлација и бевме на многу близко да ја симнеме инфлацијата до предвидените 2,5%. Да подсетам дека месечната инфлација, односно она во месец февруари, споредено со истиот месец претходната година, се симна на 2,9%. И 28 февруари промени се. Тоа беше стартот или почетокот на судирите во Блискиот Исток. Инфлацијата забрза во март, беше 4,1%, директно влијание на зголемувањето на цените на нафтата, кој што веднаш реагира. Нашите гледачи знаат дека Република Македонија до последната капка на нафтени деривати ги набавува од увоз и сега ако имате повисоки цени, тоа веднаш влијае директно на инфлацијата, а овие преносните ефекти врз другите цени на производите и услугите доаѓаат нешто подоцна. Факт е дека токму во месеците март и април минатата година имаше, како што е познато, така наречени потрошувачки кошнички, што на некој начин ја депресира базата за споредба. Тоа ќе биде исправено со бројките, со цифрите што ќе добиеме за инфлацијата во месец мај, па ќе видиме кој е ефектот и кои се движењата и дали имаме преносни ефекти. Да, висока инфлацијата. Ретко која централна банка до сега има реагирано веднаш, нели, она што би се рекло зголемување на каматните стапки. Тоа единствено, колку што е познато, Австралија започна ги зголемува каматните стапки уште од други причини пред почетокот на судирите и сега имаше реакција од Норвешката централна банка. Сите централни банки не брзаат, сакаат да ги следат настаните, затоа што ова е една ситуација, екстерен шок, надворешен шок, една од најтешките ситуации во кои што се наоѓаат централните банки. Пребрзо затегнување на монетарната политика, што би значило зголемување на каматните стапки во економијата, може негативно да влијае на економскиот раст. Од друга страна, доцнење, како што беше случајот и од страна на Европската централна банка и од нашата Народна банка 2022-2023 година, може да предизвика непосакувани стапки на инфлација. Да заклучам, нашиот потек, кој што е навестен во комуникацијата, навестен во смисла на тоа дека доколку продолжат овие притисоци од страна зголемување на ценовното ниво, ние би реагирале многу скоро со корекција на каматните стапки нагоре, но велам ги чекаме податоците за мајската инфлација, која што ќе бидат расположили некаде првата декада од наредниот месец. Да, на околу 7 јуни се објавуваат. Сега доаѓаме до неколку работи што сме го обработували и на дневна основа, но сега да разјасниме. Зборувате дека може референтната каматна стапка да ја зголемите. Сега да утврдиме 4% да ја рачунаме или 5,35. Вие воведовте инструмент 7-дневни благајнички записи, мислам на 24 декември ја објавивте таа информација. Таа требаше да се донесе во минатото, но не се носеше токму затоа што бевме континуирано во кризи и со одолговлекуваше намерно за да не дојде до некое намалување подрастично на базичната каматна стапка, на основната, на референтната.
Колку би се зголемило, првото прашање, колку би се зголемила оваа каматна стапка, бидејќи сега ако ја земеме 4, тоа е испод под просечната каматна стапка што на кредитите од 4,7% и колку што знам, а сега е 4 и дали не е пребрзо донесена таа одлука да се примени овој механизам на 7-дневни благајнички записи? Не, видите, ние 7-дневни на некој начин депозити беа на банките, постоеше таквиот инструмент и најголем дел Ама беа 10 милиарди запишува, а сега одеднаш се запишува. Не, беа преку 40 милиарди, 10 милиарди беа на она повисоката стапка која што стана нерелевантна, која што е спомнате 5.35. И од тука ние се врзавме околу она што беше релевантно, односно одлуките на банките сепак своите средства да ги пласираат на пократок рок. Ова што не би правил споредба помеѓу просечната стапка на кредитите, затоа што станува збор за краткорочен инструмент благајничките записи. Ево вие да сте банка, едно е да морате да ги обновувате своите вложувања во благајнички записи секои 7 дена, друго е да пласирате во подолгорочни, дали се потрошувачки, стамбени кредити, кредити на предпријатија и така натаму, секако приносот кој што би го очекувале на подолгорочните пласмани ќе биде повисок. Така што, сега јас нормално не би лицитирал, ние само навестивме, би посакале или нашите очекувања се дека конфликтот на Блискиот Исток релативно брзо ќе се смири. Секако ефектите, последиците ќе траат барем до крајот на годината, затоа што се направени известни нарушувања во глобалните синџири на снабдување, капацитети се уништени, онаа нафта која што е заглавена во Хормускиот теснец ќе биде потребни месеци да стигне до одредиштата и така натаму. Така што велам многу зависи од она што како ќе се развијат настаните и ние размислуваме во сценарија, нели, од она што е базично, основно сценарио, релативно брзо завршување на конфликтот, се до сценарија кои што се помалку поволни. Во најдоброто сценарио колку би ја коригирале, бидејќи и дали воопшто би ја коригирале референтната камата? Не можам да кажам, можеби не, можеби да. И сега при корекциите, како што знаете, во 80-90% од случаите, односно практиката на централните банки, се оди постепено, секако со давање сигнали за некои идни потези. Имено која реков дека 80-90% од случаите се една четвртина од поен, односно 0,25% или 25 басични поени како што се зборува. Тоа е највообичаен, да речеме, потек. Некогаш може да е помалку, некогаш повеќе, но тоа е тоа. Има многу прашања што се надоврзуваат сега да одиме и со кредитирањето, тука бидејќи гледаме дека е високо се уште, тоа може да ја подгреба инфлацијата и доаѓаме до она што рековме во најавата, во тизерот што беше пред еден ден, малце под хаубата на инфлацијата ќе дзирнеме. Еден податок што минатата година почнавме да го обработуваме во јавноста малце посериозно, тоа е базичната инфлација. Сега ги гледам, да, во јануари базичната сериозно падна околу 2% поени, значи во февруари исто 0,11, во март се гледа веднаш, например, дека не е преливањето веднаш на кризата е плюс 0,33% нагоре оди базичната инфлација, но веќе во април доаѓаме до плюс 1,84, зголемување зборуваме на месечно ниво во споредба, тоа е веќе системски слабости може да се видат во нашата економија, значи имаме нешто што не е само храната и енергијата, туку нешто веќе имаме и друго што ја подгрева нашата инфлација. Да не забораваме, цела 2025 беше голема битка со оваа базична инфлација и онака кога ќе видевме дека паѓа, славевме ние како новинари што следиме економија, но гледаме дека сега и таа забрзува, сериозно забрзува. Што ќе правиме? Добро е што вие како сериозен, да речеме, медиум и проект одите, како што рековте, малку подлабоко во суштината на работите или вака колоквиално кажано под хаубата. Инаку механички базичната инфлација за гледачите веројатно е познато, но некои тоа не го знаат. Се добива кога од индексот движењето на цените ќе се одземат храната и енергијата, сметајќи ги како променливи цени кои што зависат од верзите. Волатилни, што би рекли, променливи понашки, да. Но суштината на базичната инфлација, јас имам еден поим
како да е вгнездена инфлација, нели? Англискиот назив е underlying inflation и таа е всушност тоа се домашните фактори, тоа е она како да кажем борба помеѓу факторите за производство во распределбата. Трката нели за зачувување од страна на работниците, вработените на сопствениот животен стандард, барањето барем за индексација на платите во рамките на движењето на очекуваната инфлација и секако бизнисот кој што се грижи за чување на вредноста на капиталот и за одредена профитна стапка. Дури господин Теменугов има централни банки, меѓу кои системот на федерални резерви во САД, каде што одлуките околу движењето на каматните стапки повеќе ги темелат на движењето на базичната инфлација, одошто на ова инфлација која што е општата, што би рекла, што гледаме се општата стапка на инфлација. Сега директно на вашето прашање, тоа забрзување и на базичната инфлација секако се должи и на зголемувањето на општата стапка на инфлација. Значи, ова што го спомнавте, веќе има некои преносни ефекти од зголемувањето на енергенсите пред се. Ево, и тоа нормално може да се очекува. Ако во првиот удар, во март, индексот на цени, нели, растел заради повисоките цени на нафтените деривати, сега одете чекор понатаму, каде е нивната примена во транспортот, нели, транспортните услуги, некои други услуги, и тоа веќе значи благо прелевање со задоснување, така што Централната банка или задача на централните банки во ова, како да кажам, овој дилема, како што спомнав претходно, нели, да се борите против инфлацијата, но да не го пригушите економскиот раст, многу тешка задача за централните банкари е да се на некој начин спречи вградување на очекувањата за натамошно зголемување на инфлацијата, затоа што кога тоа ќе тргне, ако сите очекуваат дека ќе растат цените со една повисока стапка, тоа ќе го вградуваат во своите цени во онаа мера во која што тоа пазарните услови им го дозволуваат. Оние кои што имаат некоја доминантна позиција, може повисоки зголемување на цените, другите што се во услови на конкуренција треба да бидат внимателни. Така. Но ова значи, на пример, забрзување, неколку фактора влегуваат во базичната инфлација. Тука се платите, тука се меѓу другото и високите можеби маржи што постојат во одредени сектори, значи многу ова е у суштина може да биде знаки за на страната на побарувачката да имаме влијание, а гледаме дека кредитирањето во Македонија е прилично високо. Тука вие сте како Народна банка што го координирате, го контролирате и го насочувате нивото на кредитирање. Двоцифрено е кредитирањето во Македонија, вие имате цел да биде тоа едноцифрено, значи, но далеку сте во овој момент од тоа постигнување. Колку високото кредитирање влијае на инфлацијата, колку ја подгрева и колку вие ќе одите да го намалите ова кредитирање, бидејќи гледаме дека колку 13% е во првиот квартал, ако не се лажам, кредитирањето, завршивме со 12% минатата година на годишно ниво. Мислам, големи се бројките во поглед, а тоа може да ја подгрева инфлацијата. Колку вие ќе го намалите кредитирањето и што ќе правите во такви услови? Дали ќе дојдете во позиција, ова е второто прашање, тука да бирате помеѓу забавување на економскиот раст, односно ставање мала кочница за да ја совладате инфлацијата, за да ја дотерате на некои прифатливи норми. Факт е дека во последниве неколку години, особено по пандемијата или 23-24 година, имавме забрзан раст на кредитирањето и за стамбената изградба, потрошувачките кредити, а секако и во сферата на корпоративниот сектор кај предпријатијата, што е поволно, значително придонесе и унгарската кредитна линија, каде што можеше да се земат кредити по поволни услови. Видите, ова е комплексно прашање. Само да спомнам, мислам дека е познато во јавноста дека ние следејќи ги случувањата или движењата на
пазарот и областа на кредитирањето, преземавме мерки уште од минатата есен, во смисла на известно затегнување на условите и кај банките и кај барателите на кредити. Ова кај банките, тоа е технички поем, само ќе кажам, го зголемивме против цикличниот заштитен слој. Тоа значи дека за одреден процент, да речеме, ако бил 1,75 и го зголемите на 2%, тоа значи дека банките ќе треба да чуваат на страна средства кои што не ќе бидат достапни или возможни расположливи за кредитирање, повеќе од што претходно. Се од во насока на зголемување на она што нарекуваме прудентност и здравоста на банкарскиот сектор. Од друга страна, како што е познато, кај стамбените кредити, исто така, тоа делумно важи и за потрошувачките кредити на додаден износ, ги зголемивме критериумите за она што нарекуваме квалитетна кредитна побарувачка. Да подсетам, нели, кај стамбените кредити, го зголемивме процентот на собствено учество, што треба да го имаат барателите на кредити, се разбира ставајќи ги во полна положба единствено оние кои што купуваат преку кредит живеалиште по прв пат. И тоа, мислам, вака се покажа како добра мерка и добра ќе се видат позитивните ефекти. Сега, видете, има различни причини зошто, посебно ево кај населението. Едно е да барате кредит за решавање на стамбеното прашање, друго да реновирате дел од куќа, од стани, така натаму, да купите некое потрошно добро, а друго е сосема вие да се задолжувате да одите на одмор во некое луксузно летувалиште или пак да купувате добра што во моментот можеби не ви се најпотребни. Имавме ние минатата ситуација, посебно брзиот раст на кредитната побарувачка за стамбено кредитирање, ситуација каде што оценивме дека дел од таа кредитна побарувачка се должи на фактот што некои граѓани одлучиле да позема средства да купат втори или трет стан за наразлични начини. Дали да се обидат да го издаваат на пазарот, односно под закуп, дали да пласираат средства во очекување дека цените на недвижностите и понатаму ќе растат така натаму и така натаму. Тука е она што да речем преземавме мерки дури не знаејќи дека ќе дојде, нормално кризите не се предвидуваат. Така што тука внимателно ги следиме состојбите и се разбира ова е во контекст на најавените затегнување на монетарната политика доколку продолжат негативните тенденции предизвикани од конфликтот на Блискиот Исток. По-сериозна реакција ќе имате од кога ќе се објави мајската инфлација, тоа ќе биде некаде 7-8 јуни, би требало на 7 според календарот на Државниот завод за статистика. Не знам само што ден паѓа, ако паѓа сабота, недела се пролонгира за сето тоа, ќе знаеме. Ќе дојдете ли во позиција, гледаме дека владата се обидува да го одржи економскиот раст, значи имаме сега фискална политика која што се трудат да го одржат економскиот раст, а вие да ја затегнете монетарната политика и дали сте усогласени со фискалната политика, бидејќи во минатото сме имале многу често колку што била поекспанзивна фискалната, толку била порестриктивна монетарната, па сме имале големи конфликти помеѓу едната и другата политика. Колку сте усогласени во овој момент да не го задушите економскиот раст од една страна, а колку да не дозволите да оди инфлацијата горе заради оние побарувања што можат да се јават заради повисоките ликвидност, односно повисоките пари во системот. Сосема е коректно прашањето, но внимавајте, на економскиот раст му погодува релативно ниска и стабилна инфлација. Таа дилема, нели сега повисока инфлација и повисока стапка на економски раст може да важи само за краток рок, да речеме 3 до 6 месеци. Затоа што, повторувам, и економската теорија, и економската практика потврдиле дека најдобро окружување за економски раст, за деловните одлуки и на
домакинствата и на предпријатијата е ниска и стабилна инфлација. Од тука, сега ако работејќи ставиме Народна банка наспрема влада, ние имаме разбирање дека треба да се стремиме сепак кон релативно ниски стапки на инфлација. Во нашиот случај на среден рок тие треба да бидат од причини што можеби ќе ги зборуваме во текот на разговорот, во рамките на инфлацијата во еврозоната заради режимот на фиксен девизен курс. Сега, тоа е прашање што сакав да го поставам одамна, но ќе дојдеме да го завршиме овој дел. Тоа е во рамките на одговорот. Значи сега, како што кажав, треба да најдеме некоја средина. И ние, велам, во дневна основа ги следиме случувањата, податоците, имаме различни инструменти, мерки. Не е тука само каматната стапка, како што спомнав, тука се и така наречените макропрудентни мерки што ги преземавме, така што да најдеме некоја средина, да одржиме инфлацијата. Сега е многу битно, нели, да не забрза инфлацијата и да не се вгради во очекувањата. Јас сум сигурен, тука можам тоа да го кажам со сигурност, дека доколку овој конфликт на Блискиот Исток не продолжи во втората половина во годината со многу поголеми посередни последици, ќе останеме во рамките на овие очекувања со одстапување од проектираната стапка претходно што имавме 2,5-3% од некаде 0,5% поени, односно како што кажавме ние, нашата проекција е просечна инфлација за оваа година од 4%. 4% беше 2,5%, сериозно одстапување во поглед на инфлацијата, очекувањата од инфлацијата, но добро ќе видиме како ќе биде време за првата пауза. Имаме уште многу на оваа тема да зборуваме. Зборевме, го спомнавме прашањето што јас сакам да го поставам и малце и на гледачите да им стане појасно, а тоа е зошто мора да бидеме во инфлацијата да биде во близина што е на еврозоната стапката, но за тоа ќе зборуваме после првата пауза. Останете со нас, време е за пријателите на овој подкаст кои што овозможуваат ова да се реализира и вие да можете да го гледате. Продолжуваме со подкастот. Гостин гувернерот на Народната банка Трајко Славески. Дискутиравме малку за тоа што не очекува. Најави гувернерот дека ако продолжи кризата и ако мајската инфлација исто така е висока, дека можно е мало затегнување на монетарната политика. Завршивме со делот во суштина колку се уиграни во моментов фискалната и монетарната политика, односно владата и Народната банка околу тоа дали инфлацијата треба подрастично да се намалува или сепак за да не го задуши растот, да се внимава на едното и на другото, но гувернерот го кажа она што веројатно го знаеме сите, дека економскиот раст најдобро оди нагоре во стабилна и ниска инфлација. Но пред да се вратиме малце на фискалната и монетарната политика, околу неколку аспекти, бидејќи во фискалната стратегија 27-31 имаше исти податоци околу дефицитот на трговската сметка, што сакам да ја разговараме со гувернерот, бидејќи е висока во пари, тоа е сериозни пари, околу 900 милиони евра, 5%, 5,7% би требало оваа година да биде, но за тоа ќе се вратиме малце подоцна. Сакам да завршам едно прашање што одамна сакам да го поставам, а тоа е зошто е важно инфлацијата во Македонија да биде приближно на инфлацијата во еврозоната. Вие во неколку дена по преземањето на мандатот дадовте една изјава кој што ние во јавноста ја дочекавме на нож, па се испостави дека сите сгрешивме и тоа еве јавно ќе искористам да ви се извинам вас и на тоа како реагиравме дека сте за девалвација на денарот, што не беше тоа точно, туку имаше некоја друга позадина, но во јавноста не се комуницира после тоа да се објасни, се имаше неколку обиди во некои од медиумите, но никогаш не го објаснивте до крај, а јас го дознав после снимање на еден подкаст со еден од мој гостин кој ми објасни зошто е важно да биде инфлацијата во Македонија иста како во еврозоната. Гувернерот, зошто толку мораме да се грижиме да бидеме приближно на исто равниште со еврозоната? Па одговорот го дава нашата, да речем, понова монетарна, да ја наречеме, историја.
четвртина век, од 1997 година, која беше последната корекција на девалвација на паритетот, денарот, девалвација на денарот во јули, таму 15 или беше јули 15 јули, така. 1997 година, ние одржуваме непроменет паритет на денарот во однос на еврото. Значи тоа Тогаш беше на германската марка, па после во евро која се смени, па го Тоа е така наречениот номинален девизен курс. И кога реков дека одговорот го дава нашата понова монетарна историја, ако се прашате како сме можеле, или кога се критикуваме за се и се што, како ни успевало тоа? Па нема мистерија. Успехот е во тоа што ако ги погледнете податоците за просечната инфлација, тие 25-27 години од 97 година во Македонија и во еврозоната, ќе видите дека нашата инфлација е во рамките на она просечна инфлација во еврозоната. Некогаш и под, многу често било и под. Сега не е проблем во одредени периоди да има отстапување. Ние тоа го викаме разлика или инфлацијски диференцијал. Дури постои еден природен процес за земја која што е на релативно ниско ниво, така сме почнале на доходот, на бруто домашниот производ, дали е по глава на жител во однос на просекот во Европската унија, ако сакате побрзо да се развивате, ќе дојдете во ситуација да растат и доходите, да растат и ценовните нивоа. Ние не можеме да ги достигнуваме доходовните нивоа во Европа, цените да останат исти. Тоа би било многу добро, ама всушност не е така, затоа што меѓу другото сме и отворена економија. Сега што е проблемот? Доколку имаме негативни тенденции, јас, тоа беше мај 2025 година, реферирав на искуството со движењето на стапката на инфлација кај нас, особено со незиното забрзување во 2022 година. Во просек имавме двојно повисоки стапки од еврозоната. Еврозоната имаше високи стапки, но ако тие во одредени месеци има, да речеме, 10-11%, ние стигнавме до 20% во ноември 2022 година. Или ако нивната просечна стапка на инфлација за 2022 година беше некаде 7-8%, нашата беше 14,5%. Тогаш, во таква ситуација, доколку тоа продолжи, вие ја губите конкурентноста на економијата. Затоа што цените дома растат многу побрзо од што цените надвор. Стануваме поскапи. И тоа се одразува во она што нарекуваме реален девизен курс, нели, кој што го зема покрај паритетот. Паритетот кога велам, тоа е 61,5 денари за 1 евро. Ги зема и односите на цените со нашите најважни трговски партнери. Тоа е одговорот на прашањето. Значи, ние имаме одговор, како што кажав, во она што сме го зачувале непроменет курсот на денарот, номиналниот во однос на еврото, и секако очекувањата се дека така треба да се продолжи, но ако сакаме така да продолжиме се до влезот во Европска унија, евентуално, како што јас кажав во мојата прва изјава, воведување на еврото како наша национална валута, во тој случај мора да се грижиме за релативно ниски стапки на инфлација, кои што во одредени периоди може да отстапуваат, да се нешто повисоки, но на среден рок не треба значително да отстапуваат. А ако отстапуваат, например, ако имаме големи разлики, што е опасноста за Македонија? Опасноста е ќе имаме се повеќе разлика помеѓу извозот и увозот, помал извоз затоа што ќе сме релативно поскапи, увозните производи ќе стануваат се поевтини, ќе мора да се задолжуваме, нели? А сега секој зголемување на дворешниот долг, кај оние кои што се обраќате да ви го финансираат тој дефицит во тековната сметка, доколку гледаат дека сте се повеќе и повеќе задолжени, ќе бараат се повисока и повисока каматна стапка и во еден момент може да кажат, извинете, вие станувате ризични, нели, ние сме далеко од тоа, но правиме се да не дојдеме до тоа. А сега уште една реченица само да кажам, навистина е многу битно прашањето за координација на монетарната и фискалната политика и да искористам оваа прилика да истакнам дека сепак во фискалната стратегија и детерминираноста на Министерството за финансии за фискална консолидација гледаме поддршка и за
монетарната политика за една пониска стапка, да речеме, на на инфлација и пониски каматни стапки, затоа што меѓу другото, господин Теменугов, повисоката инфлација и притисокот на каматните стапки не одговара и на владата, односно на Министерството за финансии, затоа што ќе расте трошокот за сервисирање на долгот, кој што сега, како што знаете, изнесува некаде околу 1,5% од бруто домашниот производ. Сега доаѓаме до фискалната стратегија. Не сте надлежни за нејзе, мене ми остане, но сте надлежни за монетарната политика, но еден елемент ми остава големо внимание, ми предизвика, ми привлече внимание. Вие кога кажавте да дефицитот на тековната сметка 5,7% од ќе биде годинава. Исто така Министерството за финансии во фискалната стратегија е тоа 5 нешто проценти, го предвидува и за наредната година високо, околу 4% мислам дека предвидува фискалната стратегија. Тоа се вака на кога ќе зборуваме во проценти ништо не ни значи, но кога ќе зборуваме во пари, кога ќе го претвориме во однос на бруто домашниот производ, ако земеме дека 18 милиарди евра на пример, доаѓаме на 900 милиона евра, тоа е недостаток на тековната сметка во една година. Ова е сериозна сума и таа треба да се сервисира од некаде. Првин, зошто ќе ни се појави ваков недостаток од 900 милиони, бидејќи просекот е некаде 2,5% од БДП, толку се движи, некогаш и помалце, некогаш повеќе, но никогаш не било 5,7, односно било можеби во минатите периоди кога сме имале многу длабоки кризи. Но ова е сериозна бројка. Првин, на што се должи и што може да предизвика и како ќе се сервисира се ова? Во последните неколку години имаме тренд на зголемување на дефицитот во тековната сметка, а сега посебно тоа е изразено од меѓу другото и од тековните случувања. Видите, за да направите дефицит во тековната сметка, мора да сте обезбедиле некој извор на финансирање. Некој не може да го направите. Ево, да речеме, однос меѓу мене и вас, ако вие сте кредитор, јас сум кредитобарач, доколку не ми позајмите, јас нема да направам долг. Така е во овие односи на нашата земја со она што рекува надворешен свет, односно странство. Сега има повеќе причини. Во последните неколку години забележуваме зголемени одливи, ево меѓу другото да ги спомнам оние помалите, но што ќе имаат тенденција на зголемување. Наши субјекти, наши резиденти инвестираат во странство. Дали преку фондови, затоа што финансиската сметка отворена и така натаму, некаде минатата година околу 200 милиони евра се портфолио инвестиции на наши граѓани кои што одлучиле дека наместо во македонски компании, во македонски фондови, банки и така натаму треба финансираат надвор. И тоа е сосема легитимно кога сме на некој начин ја либерализирале тековната сметка. Понатаму имаме во околности на кризи имаме намалување на приливите од надвор, она што се приватни трансфери, дури на страната на приватни трансфери од страна на нашите вработени во странство. Да речеме, ако се намалува животниот стандард во Германија, во Швајцарија и така натаму, трансфери во Македонија. Ако расте неизвестноста за нивните работни места, ево Германија е 3 години во стагнација, не расте и така натаму, така тие помалку ќе праќаат надвор. Делумно може да има, тоа не сме го истражиле, фактот што ние заклучно со минатата година во однос на еврото, значи денарот има апрецирано некаде 8-9%. Токму заради она што претходно го зборувавме. Така. Заради различната инфлација, инфлаторно движење. Видите, ако странски туристи, дали се од Турција, дали се од Холандија, од некоја друга земја, од Србија, доаѓаат во нашите излетнички места и се соочат со цени на пијалоците, кои што се слични на оние во Милано, да речеме, тогаш помалку ќе трошат. А тоа е резултат повторно на таа ситуација кога сме имале притисоци за зголемување на цените. Сега, тие 900 милиони, реков, нема да се направат доколку не се обезбеди финансирање. Финансирањето се обезбедува од извори, да речеме, надворешно задлужување, приватните трансфери и така натаму. Приватните трансфери, добар дел ќе одговорам, добар дел од потрошувачката
нели, се финансира од надвор. Ево, земете една свадба нека биде во западниот дел од Македонија, каде сега доаѓа времето, Да, каде што имате, нели, за да направите една свадба, добар дел од намирниците се од увоз, така? А таа свадба ја финансираат луѓето кои што дошле да ја направат свадбата тука. Значи парите доаѓаат од надвор и пак завршуваат надвор. Тоа се само текови. А се разбира, има периоди, таков период имавме ние во првите неколку месеци оваа година, каде што расте поборувачката за девизи од приватниот сектор. Дали се тоа одлив на дивидендите на компаниите после завршените сметки, вклучително и банките кои што одлучиле дека што е сосема легитимно дел од средства треба да ги пренесат надвор. Дали се помал влесна девизи од нашиот извоз и слично, но отплата на кредити, односно обврски од страна на државата, но токму затоа служат девизните резерви кои што се на релативно високо ниво. Молам? Ќе се користат ли да се покрие овој дефицит повеќе да? Не, мислам дека нема да има потреба. Ние оние предвидувања, проекции и нашите проекциите од фискалната стратегија ги имаме вградено во проекциите за движењето на девизните резерви и очекуваме дека тие ќе останат на сосема безбедно ниво, некаде 4,5 или 5 месеци покриеност на увозот и дури ќе има благо зголемување во иднина. Дали една од причините за вака големиот дефицит е можеби и тоа што Бехтел и Енка го крадат автопатот и редовно фактурираат за секоја позиција и у суштина влечат голем дел од парите, односно во девизи ги претварат и се ги носат во своите матични држави, односно они работат нели во долари или во евра, и дали влијае се во ова, бидејќи капиталните инвестиции што сите се радуваме дека се веќе скоро 40% за првите 4-5 месеци, што веројатно ќе бидат историски, можеби ако продолжи ова темпо до крајот 90%, ако не и 100% ако продолжи се ова, но тоа во нашиот случај бидејќи го работи на најголемиот двигател Бехтел и Енка што ја гради коридорот 8, доаѓаме до прашањето дали можеби тоа влијае на Добро, благодарам што ме потсетивте во овие елементи кога зборувавме за тоа кои се причините за одливот на девизи или зголемувањето на дефицитот во тековната сметка. Да не го забравиме, да не забравиме повисоките цени на нафтата. Ако повеќе средства ви се потребни за истите количини на увезени нафтени деривати, ние нафтени деривати увезуваме, тоа значи дека и тоа влијае на одливот на овој девизи. Услугите кои што ги плаќаме во форма на услуги за градежните работи на овој проект, секако дека овој се причина за одливите, но стратегијата која што е да речам една одлука на претходната влада да се започне со проектот без да се обезбедат претходно финансиски средства, тоа е преседан. Ние за сите ова е чисто буџетско финансирање, ова е неверојатно. Чисто буџетско, ама мислам буџетско мора да обезбедите средства од надвор. Така ќе се задолжиме за да платиме, но е буџетско, не е така. Тоа е дефицит, тоа само ја зголемува неизвестноста и тешкотијата пред која што се наоѓа Министерството за финансии и министерот за финансии во споредба, да речеме, ево, јас бев министер за финансии кога ја затворивме конечно финансиската конструкција за последното парче од коридорот 10 Демир Капија Смоквица. Не се тргна, да речем се одложуваше почетокот на проектот, додека не се обезбеди поволен кредит од Европска инвестициска банка, од Европска банка за обнова и развој и одредени буџетски средства. Овдека, како што е познато, се отиде некако хазардно, се разбира, се работи за проект кој што доколку, да речеме, кога ќе се заврши, ќе биде од голема полза за граѓаните и стратешки важен, во Македонија, важен. но притисоците врз буџетот, врз тековната сметка, врз заложувањето се значителни и од тука, нели, тоа е една од причините за поголема координација меѓу фискалната и монетарната политика, а не е случајно она што често сега се коментира во јавноста, реализацијата на буџетскиот дефицит од околу 70% во првите 3 месеци, тоа е директно поврзано со ова што го спомнавте. Значи со Бехтел и Енка, усушти. Па најверојатно, најверојатно, затоа што одливите се значителни. Спомнавте. Но овдека само да не заборавиме дека се очекува дека и покрај тоа до крајот на годината со ребалансот кој што се нели подготвува,
буџетскиот дефицит ќе остане во рамките на проекциите од околу 3,5%. Тоа ќе биде голем предизвик. Јас сум многу скептик, но тоа со министерката ќе зборуваме, ќе видиме, она ќе ми објасни кога ќе дојде во овој подкаст, но еве спомнавте дека сте имале како министер за финансии предизвици. Би биле ли во вакви услови, во ваква криза, повторно министер за финансии, или би рекле, ова е стварно сега жежо компир да се биде на тоа сточе, ајде да си некоја релативно помидна работа. Би прифатиле ни, например, лично во вакви услови, кога знаете дека сериозно треба да се тегнат работите и да се балансира на дневна основа? Тоа е хипотетичко прашање, зависи од околностите, личните. Не, во овој момент но искуството секогаш помага. Ево, јас тоа искуство што го имам во да речам поминати битки, кои што некои се повеќето се успешно завршени, некои со помал успех, да речем, се надам дека ќе ми користи во извршувањето на оваа функција што сега ја. Да, сега. Но гледаме дека тоа она што ми е многу клучно прашање, ја гледа фискалната стратегија и бев на пресконференцијата која вие соопштивте макроекономските показатели за во мај што ги ја одржавте пресконференцијата. Може да се добие впечаток, читајте фискалната стратегија на финанси и вашето излагање на макроекономската показатели, дека не чекаат сериозни две тешки години, 2026, оваа тековнава, но и 27. Како сега во вакви услови што можеме да очекуваме од страна на монетарната политика наредната година, бидејќи ако веќе финансии препознава сериозни предизвици во 27, гледаме дека ќе се обидат да го држат буџетскиот дефицит на 3,5%, ќе видиме дали тоа ќе биде реално остварливо, но што значи малце и поспора ќе ни биде фискалната консолидација, но гледаме дека не се многу оптимистични за 2027. Како вие ќе се поставите за 27, биде иако е се уште рано, вие на дневна основа, на месечно гледате, но треба веќе да се планира 27. Очекувате ли дека ќе биде тешка година и дека треба да стегнеме онака што маце да бидеме постегнати? Ние ги објавивме проекциите. Очекуваме нели оваа година помал раст од непредвидениот, нели кој што беше 4, па сега одиме на 3,5%, повисока стапка на инфлација и се разбира во очекување на стабилизација на конфликтите, односно овој главниот конфликт кој што една мала и отворена економија ја погодува пред се преку цената на енергенсите, ама да не заборавиме ќе има ефекти цената на храната. Затоа што не се само енергенсите сега погодени, туку има раст дека пролетната сеидба веќе скоро уништена, многу лошо поминува заради недостаток на ѓубрива, бидејќи тоа се азотни и тоа зависи од Блискиот исток, големи извозници па алуминиумот е тука. Веројатно јас немам податок дали има недостаток. Нема се уште, нема да биде. Мислам дека нема, но цената е повисока и сега кој е повисока цената, земјоделците применуваат помали количества на вештачки ѓубрива за прехранување на растенијата, а тоа влијае на приносите. Помали приноси може да вршат притисоци за овој пораст на цената на храната. Но втората половина на годината, под претпоставка дека конфликтот релативно брзо ќе се нормализира, би значила постепено нормализирање на состојбите и да имаме попредвидливи околности, стапката на инфлација да се држи под контрола, а секако овој растот да биде барем малку повисок од оној кој што ќе го забележиме во оваа година. А се разбира секогаш и за домакинствата, и за предпријатијата, и за државите како целина, ефикасноста во трошењето, штедењето не е на одмет. Значи треба да бидеме поштедливи. Добро, овде ќе направиме куса пауза за втората сет од реклами на нашите пријатели кои што го поддржуваат подкастот. Само да ви кажам, че зборуваме малце за кредитирањето, стамбеното кредитирање и малце некои диспаритети околу висината на цената на квадрат и бројот на непродадени нови станови. Значи колку ги има на лагер, дали може би има некој балон или некоја нелогичност. Ќе зборуваме нешто околу регулирањето на наплатата на долгови
долговите, бидејќи имаме едно законско, но недоволно регулирано начин на наплата на долгови. Тоа е она фирмите што наплаќаат долгови што ги преземаат од банки и од други доверители. Знаеме дека во Македонија има фирма што има 150.000 предмети, односно околу 300 милиони побарување на име на долгови. Така што ќе зборуваме дали Народната банка би ги регулирало во согласно со европските директиви, затоа останете со нас, ќе биде интересно и во третата третина од подкастот. Продолжуваме со подкастот. Гостин гувернерот на Народната банка Трајко Славески. Зборувавме макроекономската политика, како да се постои монетарната, фискалната, како се усогласени, што се усогласени. Малце објаснивме и зошто е многу важно инфлацијата во Македонија да биде блиску инфлацијата во еврозоната. Значи, гледаме дека сега се разликува, но тука е Народната банка, но и фискалната политика да действуваат да имаме ниска инфлација. Сега доаѓаме до неколку теми што веќе сме ги обработувале во овој подкаст. Например, гледате, не зборуваме за банките и за стабилноста на денарот, бидејќи тоа е апсолвирано прашање, мислам дека нема потреба да го зборуваме. Денарот е стабилен и кога ќе има назнаки, нема да ни кажат, но нема назнаки, нема да го повторуваме тоа. Нема да има никакви девалвации, така ли е, гувернере? Стабилен, така е, затоа и не го поставам како прашање. И банкарскиот сектор секогаш се повторува дека е стабилен и ликвиден и сето тоа, но имаме една нова појава на македонскиот пазар, односно во македонската реалност имаме компании кои што вршат откупување на долгови и после ги наплаќаат. Има неколку компании, десетина мислам се во Македонија, но има една голема компанија која што директорката беше тука и зборувавме токму за регулирање на овој дел од пазарот. Она спомена дека веќе во Европската Унија и Европската Централна банка сакаат тоа да го регулираат од аспект заштита на потрошувачите, но уште така поважно сакаат нефункционалните кредити во банкарскиот сектор многу рано да почнат да ги препознаваат, не од кога ќе станат нефункционални и ќе преминат уште потоа во билансни побарувања, туку во самиот момент на кога стануваат проблематични да се препознат и да може да се продадат и да се наплатат средствата побрзо, односно да има побрзо обрат на пари. Ајде сега прашањето ми е како ќе се регулира во Македонија? Дали ќе се регулира преку Народната банка, преку некоја друга институција или некое друго тело? Како ќе го регулирате овој проблем на секундарен пазар на капитал? Прво за ова што го спомнавте, ова значи дека нашиот финански систем се развива. Се разбира, нели, значително заостануваме зад развиени финански пазари во развиените земји. Ево, например, тоа кај нас не било практика, и мене во почетокот, да речеме пред 10-15 години, за време на финанската криза не ми беше најасно, па морав малку да проучувам. Во Соединетите американски држави има една практика која што е многу различна од нашата. Таму има, тие го викаат originator of credit или зачетник, оние кои што ги продуцираат кредитите. А потоа сосема друга институција, дали е друга помала банка, дали е некоја друга финанска институција, се грижи околу сервисирањето на платата и така натаму и така натаму. Ние сме немале таа практика, барем до сега, односно тоа си го прават банките за себе. Но со согледување на потребата дека кај банките, оние што се резервирани средства, ставени вон билансно или кредити за кои што одвоиле значителни резервации и на некој начин им се средства кои што не се во функција, а се во моментот ненаплативи, дали се кредити кон населението или кон компании, да ги препуштат на други субјекти. Практиката, мене колку што ми е познато, била дека самите банки со тек на време се обидувале дали да ги вршат тие наплати, но тоа знаете чини. Но тоа повлекува трошоци, повлекува човечки ресурси и така натаму. Значи имаме, како што самите спомнавте, јас не го знам точниот број, нели, затоа што не сме ние регулатор на таа сфера, но ево да речеме дека се десетина, некои се помали, некои поголеми. Тие одлучиле дека постои една сфера во која што може да влезат во бизнесот и сега, како што спомнавте, може би е потребна известна регулација од аспект на лиценцирање, следење и така натаму. Видите, и ова е понова практика и во Европската Унија. Директивата е од 2023 година и таа директива
почнато е 2016, целиот процес 17. Не е транспонирана, не е пренесена во нашето законодавство и тоа е една од задачите кои што ни престојат. Јас во моментов не можам да кажам која институција би го вршила тоа. Се разбира во соработка со Министерството за финансии, ние сме двете институции кои што треба тука да одлучат. Прво ќе треба да подготвиме, односно Министерството за финансии, тие се носители на предлозите на закони, да подготват законска регулатива која што ќе биде во согласност со таа европска директива, а за институцијата, механизмите и така натаму, ние сме подготвени како Народна банка да ги направиме сите подготовки, да го ангажираме целиот ресурсен потенцијал на Народна банка, се со цел да дојдеме до адекватна регулатива и на оваа сфера на финансискиот сектор. Ќе успеете ли тоа да го направите и дали, например, банките би биле подготвени за соработка, бидејќи се троми банките во ваков дел, ние имаме класично банкарство, што е добро во суштина и малце, ова е релативно голема новина, рековте и во Европската Унија, и кај нас сите новини се дочекуваат малце така на нож, па со недоверба, дали ќе може да се направи банките да се поттурнат, да бидат поотворени и побрзо да ги ослободуваат овие средства, бидејќи од една страна нешто ќе наплатат, тоа што не може да наплатат, од друга страна ќе ги ослободуваат резервираните средства. Едноставно парите побрзо да се движат. Видите, во Законот за банки во Република Македонија и оние измени кои што ние ги подготвуваме, постојат, да речем, мотивацијски одредби за банките да се ослободуваат од тие средства, наместо со години да им стојат во билансно, да, како што рековме претходно, да ги препуштаат на други институции, откупувачи на кредити или сервисери на на кредити. Но сепак тука е деловниот интерес на банките. Ние не можеме да им се мешаме, да им кажеме побрзо или побавно. Другата страна на паричката, односно регулативата, ние имаме регулација, одлука за методологијата за утврдување на кредитниот ризик, каде што е строго пропишано под кои услови, околности оние поризични пласмани банките како може да ги третираат. Како да ги третираат. Добро стоиме со нефункционалните кредити, колку што знам. Многу е ниска стапката на нефункционални кредити во Македонија. Да, она како што е дефинирана и според меѓународните стандарди е релативно ниска, дури околу 2% од вкупната изложеност. Но ако се додадат и овие, да речем, кредити кои што се покажале како ненаплативи, за кои што зборуваме, кои што банките ги чуваат во билансите затоа што тие се обезбедени, одвоиле резервации, одвоиле средства, процентот е некаде повисок, но тоа се средства кои што може да се впаричат и на некој начин да се стават во функција во билансите на банките. Зашто, како што ево да потврдиме, ние сме подготвени да пристапиме што поскоро кон предлози, идеи за подготовка на законска регулатива во рамките на таа директива за откупувачите на кредити и кредитни сервисери. Доаѓаме до онаа прашање за стамбеното кредитирање и гледаме квадратот на стамбениот квадрат отиде прилично висока цена. Во Скопје веќе одиме околу 3000 евра може да се најде, гледам дека и во Охрид имаше продаден стан по 3000 и нешто евра за метар квадратен, за квадратен метар. Но, од друга страна, имаме една нелогичност што мене цело време ме буни и јас го поставам ова без малце на секој гувернер што ми доаѓа во подкаст или во интервју, без разлика каде ги правам разговорите, а тоа е дали можеби како ја толкувате таа нелогичност, високи камата, висока цена за квадрат, а од друга страна голем број според катастарот непродадени ново изградени станови. Таа се движи 7-8 илјади веќе ново изградени непродадени станови во Скопје, во Македонија мислам дека е повисока. Јас сега зборувам може и во Скопје бројката повисока, но како од една страна толку скапи квадрат, од друга страна толку непродадени станови или што е работата? Дали е балон, дали има некоја друга пазарна нелогичност, бидејќи не можам да си го објаснам ова. Видете, тоа доколку точен тој податок, тоа значи дека некој инвеститор тоа може да го издржи во очекување на продажба по високи цени, по оние кои што тие за прв пат ги побаруваат.
Видите, и вие да имате нешто за за да продадете, во што сте вложиле, сте се изложили на трошоци, ако имате трошоци за кредит кој што треба да го сервисирате, одлуката нема предолго да чекате, односно одлуката за продажба ќе биде донесена побрзо. Има една синтагма која се користи на пазарот на недвижности дека секој стан може да се најде купувач, прашањето е цената. Така. Значи, доколку таа тенденција продолжи, имаме сигнали и од агенциите за недвижности дека има известно забавување, односно стабилизирање на пазарот, очекувањата не се дека цените понатаму вртоглаво ќе растат, во тој случај и оние кои што инвестирале во становите, наместо очекуваат астрономски поврати на вложените средства, ќе треба да бидат малку поскромни и да најдат купувачи за своите станови. Од друга страна пак, оние кои што купиле стан и го чуваат празен, затоа што или не сакаат или не можат да го издадат, како инвестиција, исто така ќе се најдат во дилема, доколку се задолжиле кај банка, мора да го сервисираат кредитот, најверојатно, ако се најдат во тешкоти да го сервисираат кредитот, ќе мора да го понудат тој стан на продажба. И сега која цена ќе ја постигнат, тоа е прашање. Имаме забавување во првиот квартал, како што е познато, на растот на цените на недвижностите, од оние 25% квартал на квартал во последното 3 месечи од 2025 година, сега тоа се симна некаде 16,7% и податоците од катастарот на недвижности кои што делумно и вие ги цитиравте, укажуваат на известна, да речам, стабилизација, односно ладење на пазарот на недвижности, така што ево во наредниот период да очекуваме дека тој тренд ќе продолжи. Колку, например, вас ви се веродостојни податоците од катастарот, за да можеме да извлечеме вакви заклучоци за загревање или ладење на цените на становите, односно на движењето на цените на становите, бидејќи точните бројки ние ги дознаваме, проценки на пазарот од дека до 10.000 празни станови сега тоа го ново изградени има. Значи колку катастар објавуваше, па не објавуваше такви бројки, едно време ги објавуваше, па прекина да ги објавува, па ги обнови, па повторно не ги објавува и ние доаѓаме по посредни начини до информации на ново изградени станови. Колку можете вие да градите стратегии, сознанија, едноставно врз основа на податоците што доаѓаат од катастар? Колку се веродостојни тие податоци? Видите, ова е нова практика, односно обновена практика на катастарот. Ние до почетокот на годинава во изминатите години немавме речиси ништо од катастарот. Не случајно јас како гувернер за финансии отидов на средба со господин Додживковски да се договориме за известна динамика за хранење на базите и со некои податоци што може да ги обезбеди катастарот, што катастарот ево пополнува една празнина, а таа празнина е настаната токму заради тоа што Државниот завод за статистика некаде од 2019 година не објавува податоци за движењето на цените на недвижностите, односно пробојот на недвижности. Колку што ми е познато, таму се вршат сериозни подготовки со помош од меѓународни финансиски институции за воспоставување на една сериозна база, односно статистика, тоа ќе започне да се генерира дури од 2027 година. Сега покрај ова, да не забораваме дека и Народна банка продуцира одреден индекс за движењето на цените на недвижностите, но тоа се однесува само на територијата на Скопје и е врз основа на огласи. Може да има тука разлики меѓу првото огласување. Тоа е една рудиментарна методологија која што дури е прифатена од страна на меѓународни финансиски институции во базите на Меѓународен монетарен фонд ОДИ. Ние се настојуваме тоа не само да го објасниме на јавноста дека тоа не станува збор за целата територија на Република Македонија, но е известен индикатор во недостиг на нешто подобро, на кој што треба да работиме. Да, например, зборувате за огласи, а не за склучени договори. Тоа не е на склучени. И ова што беше вашето директно прашање, сепак не ги носиме во темница одлуките. Не беше случајно
она што беше нашата реакција за зајакнување на да речам мерките за квалитетот на кредитна поборувачка минатата година, каде што да повторам, го спомнавме во првиот дел од емисијата, ние ги заостривме критериумите за купување на втор, трет стан или некоја друга недвижност, а ги олабавивме критериумите за купување на овој прв стан. Првите ефекти, мислам, иако е рано, има некаде околу 20% по нашите проценки од вкупно одобрените кредити во првите 3 месеци од годинава за стамбена изградба се токму за купување прв стан, каде што учеството може да биде дури 10%. Тука имаше една дилема, сега зборуваме за банкарскиот сектор, значи логиката е следна, дека што помало учество, полоши се условите за кредитирање. Значи поскапи се, не полоши, поскапи се кредитирањето. Што е поголемо учеството, тоа се полесни условите за кредитирање. Значи ако 10% имам учество, мене ми се каматите повисоки, начинот на отплата ми е поригорозен, односно банката сака повеќе се обезбедува бидејќи имам помало учество. Ако е 50% на пример учеството, ми дава други услови, односно мене ми е полеснен, помал ми е кредитот и полесни се условите. Колку реално оваа мерка им помогна на оние што купуваат прв стан да дојдат до поевтини кредити? Добро е учеството, на пример, јас ви го поставив прашањето на пресконференција, јас бев од оние што зема потрошувачки кредит за да даде учество, немав пари бидејќи за да даде, имам потрошувачки кредит кој што е даден за учество за да можам да земам стамбен кредит за да направам куќа. Тоа е моите услови што се релативно лоши во поглед на пазарот. Да сум имал на пример за учество 30-40% парите, јас ќе сум имал подобар кредит. Колку сепак овие 10% помогнаа реално или едноставно во нужда за немање на овие пари за да не се задолжуваат, го земаат кредитот и колку е неповолен овој кредит во однос на например да беше 20-30% учеството? Значи, почетокот е охрабрувачки, како што кажав, овој 20% од купно одобрените кредити за станови се за купување на прв стан. Видите, секој случај е различен. Ево, се има трошок, се има цена. Вие сте се задолжиле повторно кај банка за потрошувачки кредит. Така, за учество. Некој од нас, може би, оние посрекните, може да поземат кај родители, кај пријатели, по поволни услови, тоа има цена. Так. Сепак некој кој ви прави услуга. Но, сепак, индивидуална одлуката, дали ќе живеете со своите родители или ќе продолжите да живеете со своите родители и кога сте во брак, дали ќе одите да земете стан под закуп, кој што секако ќе ви одлева значителен дел од доходот, и кога ќе го направите тој исчекор да се охрабрите да влезете во инвестиција за сопствено живеалиште. Нашата намера беше и се уште е најдобра и мислам дека ќе има позитивни ефекти, затоа што мислам во најголем број земји во светот постојат поповолни услови за оние што купуваат стан за сопствено живење, одошто оние што купуваат за инвестиција. Дури, видите, заради нашиот даночен систем, кој што го имаме поставено рамниот данок, не можеме да воведеме некои, речам, даночни олеснувања, а такви даночни олеснувања се користат, за корисниците на кредити за прв стан. Сега, кога сме на оваа тема, да не забораваме дека само околу 50% од становите кај нас се купуваат со користење на кредитни средства. Остатокот е она што и тука треба дополнително објаснување, рековме во готовина, ама мислете кога ќе кажете во стандардниот економски речник готовина, тоа не значи да носите пари во вреќа, дури тоа е нелегално, не можат, парите треба поминат преку финансиска институција. Готовина значи дека го користите од заштеда, го купувате од заштеда или не земам кредит у суштина, од мои пари си, не е преку банка, не е преку кредит, туку го купувам. Што се вика од мои пари. Јас да се извинам, до мене допреа, затоа што имав таква изјава, такви забелешки, дека било разбрано дека се користат готови пари кои што се носат во торба, некој ги брои и така натаму. Може би има и такво нешто, но се разбира во многу помал обем. Готовина значи дека не користите кредит. Така, тоа е да го разјасниме. Сега малце да се вратиме, не да се вратиме, туку да отидеме на една друга тема, некако темата СЕПА и темата ТИПС системот банките не ја гледаат добро.
значи се воведува, ја претходниот гувернер влезе во СЕПА, ја внесе, вие сте на еден чекор понапред сега направивте, потпишавте договори, мислам дека ќе се приклучиме и сето тоа. За ТИПС тоа е уште понапредна варијанта на СЕПА, односно не по варијанта, туку е операционализирање на СЕПА на 24 пута 7 по 7, значи 24 часа 7, да можеме да плаќаме по телефон, што се вика насекаде во Европа, кај што да ги имате парите во истиот момент со минимални трошоци, но ова некако банкарскиот сектор да раздвоиме. Не гледам причина, односно не знам на што го темелите тврдењето дека не ја прифаќаат СЕПА. Сите банки се вклучени во СЕПА. Но им се намали провизиите што ги земаат, така што гледаме дека тоа е добар извор за нивните приходи и сега ќе зборуваме и за нивниот. Најголем дел од провизијата, затоа што тоа се користи за прекогранични плаќања, одеа кон кореспондентски банки. Не знам како сега не дали кореспондентски банки, секоја од нашите банки, да речеме, темите ги има некоја кореспондентска банка, преку која што оди се врши порамнувањето, се чекаше неколку дена и сега ние кога се намалија трошоците за провизиите дури за 5-6 пати, мајте треба да оцениме интересот на клиентите, на граѓаните. Немам информација дека се значително намалени делот од провизиите по овој основ кај нашите банки. Не го гледа толку не беа толку радосни банките во поглед на СЕПА, гледаме и на ТИПС ке видиме како ќе се направи. Вие имавте неколку серија мерки со кои што се потрудивте да влијаете врз намалувањето на провизиите на банките. Како беше тоа прифатено? Еве имате редовни средби со МБА и со банкарскиот сектор, некако се на почеток се добиваше впечаток дека одите малце поостро од вообичаено како гувернер кон банкарскиот сектор, но и банките кон гувернерот. Дали некако ги средивте тие односи да бидат поиспеглани, да речем? Вака, тоа е прашање што треба да се гледа од неколку агли. Прво, што се вика професионално, дури пријателски, со таков тон. Мислам, првата моја средба беше и пред камери, каде што ја се обратив до банките. Кажав, дајте да направиме нешто да го подобриме имиджот на самата индустрија, на банките, затоа што во таа сфера, за висината на провизиите, пред нивното намалување, како наша иницијатива, и сега има забелешки, но одиумот во јавноста беше негативен за банките и прилично негативен, заради перцепцијата дека провизиите се релативно високи и постојат провизии каде што за кои што не би требало да има трошок за граѓаните, по примерот, да речеме, на банките во другите европски држави. Дори нашите банки тоа треба да го знаат, затоа што најголем дел од нив се испостави на странски банки и така натаму. И ние го направивме првиот чекор, ги укинавме или намаливме некои трошоци што банките го имаат кон системот за клиринг во рамките МИПС, нели? Во рамките кои што го врши Народна банка. Ево, можеме да кажам дека три од најголемите, од поголемите банки, ние така го мериме успехот. Отидоа таа заштеда што имаат, прво, целосно да ја пренесат, значи да се откажат од тој дел од добивката, од провизија, и дури поголемите банки отидоа некаде 20-30% од она што било, да речеме, надвор од заштедата. Има банки кои што се тука некаде да ја пренесат само заштедата. За жал има неколку банки, ние не гледаме значителен проблем, тоа се помалите, каде што повеќе искористиле од тоа што се намалени трошоците кон Народна банка, од што пренеле кај своите клиенти. Но тука веќе се соочуваат со пазарот. Внимајте, со пазарот, конкуренцијата и транспарентноста, која што и ние обезбедуваме, а секако и некои медиуми, некои портали кои што обезбедуваат начин, она што се вика по-пријателски расположен или user-friendly кон корисниците, да можете да направите споредба на овој провизиите. Мислам дека тука немаме никаков конфликт со банките. Единствено е добро, тие го гледаат сопствениот интерес. Јас, ево и да повторам, мислам дека платниот промет, кој што банките не го извршувале од секогаш, платниот промет, кој што обезбедува 20% од вкупните приходи
другото останатото е каматни приходи на банките, беше пренесен со реформата или укинувањето на Заводот за платен промет. Да се подсетиме дека од 2023 година либерализиран е платниот промет. Има и други заинтересирани страни кои што ќе се трудат да одземат дел од колачот, така што и тој притисок од конкуренцијата очекуваме да води кон намалување на овие намети за граѓаните, за фирмите, посебно за микробизнисите, малите бизниси, затоа што внимавајте сега, ако имате мал бизнис, може да е семеен, па треба да исплатите плата, иако вработените имат во неколку различни банки, па за налозите, и вие сте во таа сфера, да речеме, во медиумскиот бизниси, и може да вака имате појасна представа на какви се трошоци месечно се изложувате. Платниот промет е јавно добро, банките работат со нашите пари. И сега треба да имате известен респект за оној кој што својата плата, својата пензија ви ја препуштил, вие работите со тие средства, со заштедите на граѓаните, на кои што повидување не плаќате никаква камата, треба да имате некои обзири од аспект на тоа колкави ќе бидат тие намети. Мислам дека немаме некој посреден конфликт, обзири банките. но добро е да има одредена тензија, нели? Кога немаме законска можност, а некои, да речам, јас тоа го чувствувам по некои критики што се упатувате кон институцијата што ја предводам, Народна банка и кон мене лично, дека ние не правиме доволно, не ги ограничуваме провизиите, да кажам дека немаме законска можност тоа да го правиме. Пазарот го регулира, но ево со ваквото убедување, со правење чекори и така натаму, дури ние имаме иницијатива за законски предлог, затоа беше ова последна средба во Македонска банкарска асоциација за проширување на функциите на така наречената платежна сметка за основни функции. Значи таква можност постои со еден фиксен надомест кој што е. Тоа не заживеа многу. Па не, само 179 сметки има од 3,5 милиони сметки. И ние ќе се потрудиме да тој број се зголеми. По примерот, да речеме, на она што направи Хрватска минатата година, Литванија има добар систем, но релативно ограничен. Мислам дека ќе се објасниме. Да подсетиме што беше основна сметка само? Со која што за фиксен надомест, да речеме 35-40 денари трошок, може 4 пати да извршите 4 трансакции, 4 плаќања во текот на годината бесплатно, одредено повлекување на пари од банкомати. Ние дури се убедуваме за тоа да се овозможи во рамките на таа сметка или некој друг систем, оној висок трошок што го имате, ако немате банкомат од вашата матична банка во близина и треба да подигнете готовина од друга банка, сега не знам колку се свесни граѓаните за тоа, трошоците се многу високи. Ако подигате готовина од вашата банка, тоа е бесплатно кај најголем дел од банки. Привршуваме со подкастот, сакам неколку прашања за крај, чисто да ви поставам. Значи, рековме банките стабилни, профитабилни, но профитабилноста малку се забавува во првиот квартал, колку што видов, значи, но исто така е висока, но не максимална за земја како Македонија, мала отворена економија, во развој сето тоа некаде повратот на капитал е околу 16-17%, 17 така. Што е симпатична цифра. Така е, например на европско ниво, мислам во Европска унија е околу 10%, додека во големите банки што се во Америка и сериозните големи банки е некаде до 20% може да се движи, 18 до 20%. Ние сме во горната граница, но велат за земја како Македонија тоа е некаков нормално поврат на капиталот. Поврзано со перцепцијата на ризикот, веројатно. Така е. Мало забавување имаат некои банки, немаат, една банка има раст, една има горе-долу се движи како првиот квартал лани и една банка има помал профит во првиот квартал. Што ни кажува ваквото движење, ваквиот мал раст или немањето раст на банкарскиот? Тоа во секој случај не е лошо за банките, можеби е добро за корисниците на кредитите, затоа што се покажуваат дека имаме во нивна полза, кредитно корисниците и штедачите, намалување на просечна каматна стапка на кредитите, потрошувачки спрема предпријатијата, а од друга страна благо зголемување на
приносот кој што ни го обезбедуваат депозитите и стеснување на таа маргина помеѓу активните и пасивните каматни стапки. Но банките се солидно капитализирани. Така, тоа е неспорно, тоа го спомнавте. Ликвидноста е на високо ниво, така што мерките кои што ги презема будното следење од страна на супервизијата на Народната банка обезбедуваат стабилност на овој значаен крвоток на економијата. Так. Последно прашање, нешто што со првпат почнав да го обработувам како новинар некаде 2009-2010 година, после првата големата криза во Соединетите Американски држави, па после и кризата во Европа со долговите, а тоа е тогаш првпат почнував да се интересирам и да ја прашувам Народната банка за стрес тестовите што се прават на банките. Тогаш буквално имаше многу редовно правев такви прилози околу тоа што покажуваат во какви сценарија и тогаш покажува дека банките се и во најлошо сценарио, мислам дека една можеше да дојде во ајде речеме не проблематична зона, туку во сива зона, односно да биде под 8% адекватност на капитал, од не знам колку тогаш беа повеќе 14, 15, 16 банки, сега се 13. Само една беше под адекватност на капитал од 8%, од сите останати беа сериозно во најлошото сценарио. Правите ли се уште стрес тестови што покажува? Тоа е практика, тоа е неопходност. Мислам дека во зависност од тоа какви критериуми, какви очекувања ќе поставите. Така, има сценарија различни, да? Да, и немаме некој проблем со било која банка. Значи во најлошо сценарио кој ќе поставите? Сега релативно е што е тоа најлошо сценарио. Еве на пример на ММФ најлошото сценарио со висока инфлација, не знам што е 6-7% на годишна. Тоа не би требало да биде, да речам, проблем, затоа што ние сме поминали низ такви кризи, нели така? Не е тоа најлошо сценарио, не дај Боже има полоши природни непогоди, катастрофи и слично. Така што финансискиот систем е стабилен. Сите ќе бидат нато на законскиот 8% што е адекватност на капитал, се ќе биде, мислам, и во најлоши сценарии. Да, оние банки, некои од помалите банки заради мерки преземени во минатото за поголема сигурност, во моментов имаат адекватност на капиталот и на 20-25%, така што известно намалување значи дека не би се сипнале под таа законска граница. Така, леле, од кога не сме зборувале во јавноста за адекватност на капитал, го заборавивме тоа колку не следиме многу работи. Гувернере, ви благодарам што бевте дел од овој подкаст. Ви благодарам на поканата. Тоа беше се за наредната емисија. Ви подготвувам нешто ново, можеби ќе зборуваме за IT секторот, кој што гледаме дека не е тоа што беше во минатото, каде се движи, што може да се очекува, така што останете со нас и наредната епизода и полека се доближуваме до 100-та, па малце ќе прославиме, ќе видиме кој ќе не биде гостин и зашто ќе зборуваме во таа 100-та епизода. Оваа беше 98-ма, значи 99-та ќе биде IT секторот, а 100-та ќе видиме што ќе биде. Секој добро, довидување, бидете ми добро.